здравото нормално воопшто не е нормално, може да кажам слободно. Уште не знаеме како се заразивме. Лично, како мојата приватност да не постои. Таа изложеност пред камера за кратко време прави навистина голема анксиозност. Доста често не се приметуваш дека не си во ред ментално, дури не удриш дно. Живот во 4 ѕида, простор за одмор, учење, настава и колку што се може за лична приватност. Средношколката Бисера собата ја дели со незината постара сестра, со која заедно биле изолирани поради COVID-19. Престанала и со одбојка од тие групен спорт. Таа е прва година средно и лично не се знае ниту со професорите, ниту со соучениците. Многу паника ме фаќа, бидејќи мислам, иако не препишувам, сосекам како да ќе мисля дека препишувам. И све ми е тргнато на страна, телефонот ми е у кујна, а јас сум соба, за да не се слушне некако нешто, за да не мисля дека препишувам, бидејќи сега е многу потешко да докажеш дека не препишуваш. И сите кјутат, никој и професорите мислат дека никој не ги слуша, кога всушност само зависност од детето, некој не може да се мјутне, бидејќи му лае куќето, некој му се дере братот во позадина. Значи, родители може да се расправаат позади, каде што на детето да му е срам да вклучи микрофон. Дека дома не може да се има целосна контрола на просторот, се покажа и при ова интервју. Секунда само. Извинете, тоа беше папа ми, за на кафе. Бисера, дали имате некаков контакт со училишните психолози, педагози, дали некогаш се вклучиле на онлайн час, или може би вие сте ги побарале? Но сега не имам спомнато. Мислам дека не се случува тоа, барем кај нас, со тоа што се гледа кој е во митингот и кој е на часот моментално. Не знам никако ми се вика педагогот и психологот, за жал, со тоа што ги немам запознаено. Што малце е тажно за ново искуство во средно училиште, како си помина, па ништо, си седав на часови згрбавена пред компјутер цел ден и после тоа пишав домашно што толку време и си легнав. Ова е нов тип на анксиозност, последица на виртуелната настава, вели училишниот психолог Ана Попризова. Училиштата како примерни места за социализација на младите се празни, но Попризова им е достапна на учениците и телефонски, и онлайн, и физички. Оти во одредена ситуација проценува дека е неопходна лична средба. Неколку пати кога дошле ученици во училиштето, само да им ја видите емотивната реакција. Значи, буквално се преплавени од она чувство на носталгија, како си поминувале тука, самиот простор што го доживуваат за нив е многу значаен. Психологот е дел од стручната служба која треба да е стожер во секое училиште, особено во кризни времиња. Покрај психолог, службата подразбира и специјален едукатор, социолог, социјален работник и така натаму. Треба да ги следат и оценките и поведението на учениците и наставниците. Она што е значајно, јас верувам дека сите колеги го направиле тоа, е да јавно ги објават своите податоци, значи мејл адреса, телефон, за да бидат достапни до сите ученици и до сите родители. Учениците можат и родителите да не контактираат преку класните раководители. И секако, значи, ние по потреба, во зависност од целта, се вклучуваме на некои часови. Ги отворивме веб страниците на неколку средни училишта. Сите се со различен дизајн, некаде е видливо кој е дел од стручната служба и има контакт имейл. Некаде пак ништо од тоа. Од Државниот просветен инспекторат тврдат дека не седеле со скрстени раце. Во периодот од јули до декември 2020 година, инспекторатот изврши вкупно 4491 инспекциски надзор, 2732 редовни, 1464 вонредни надзори, кои подразбираат и постапувања по поднесоци од лица, ученици, родители, и 295 контролни инспекциски надзори, при што се констатирани 295 неправилности и се превземени мерки за нивно отстранување.
Министерке, како сте убедени дека стручните служби навистина се на висина на задачата, дека постапуваат? Тоа е процес на воспоставување на поддршка. Имате информација од инспекторатот? Да, некаде се на висина на задачата, некаде не се на висина на задачата. Тоа е проблем. Истото се однесува на сите процеси кои што се случуваат во образование. Затоа засилено работиме на поддршка нивна, засилено работиме на нивна взаемна соработка, за да се зајакнат. Преку ног ниту еден систем не станува совршен, и ако нешто сте заборавиле дека постои 15 години, како за 4, 5, 6 месеци тоа ќе стане совршено? Не, тие немале ни обука соодветна, но имаме па експерти, да кажеме, во овие области кои што се во училиштата и сега тие им даваат поддршка на своите колеги онаму кај што се јавува проблем. Но секако дека државниот просветен инспекторат и на терен, но ова се елементи кои што биле заборавани и во инспекцијската служба. Но факт е дека сега е во ризик оваа генерација која следи онлайн настава. Оваа генерација е во ризик од различни елементи, не само заради менталното здравје. И не цела како генерација, затоа што имаше школи кои што многу интензивно работеа со своите ученици и кои што држаа онлайн средби, кои што држаа и средби со физичко присуство, со одредени ученици, со одредени наставници, со одредени родители. Така да сегменти од образованието секако е повеќе во ризик. Да не зборуваме за оние ученици кои што следеа настава на телевизија. Секако квалитетот таму е понизок од оној кој што се случуваше со физичко присуство. Но, како држава се справуваме на начин на кој што најдобро можеме со ресурсите кои што ги имаме на располагање. Секако би сакала да бевме држава која што е целосно развиена и која што има развиен образовен систем, но ние сме држава во развој и сите овие предизвици ги надминуваме на дневно ниво. Министерката Царовска вели дека е во тек екипирање на психолошко-педагошката служба во рамки на Министерството за секој член на училишните стручни служби да има кому да се обрати за совет при работењето. Пандемијата стане и некој вид на катализатор затоа што не принуди да продолжиме. Ништо подобро со пандемијата не се справуваат и малку повозрасните, студентите. Оние во прва година, бруцошите, ја пропуштија матурската вечер, а под маски го поминаа и првиот академски час. Ниту најголемиот државен универзитет, УКИМ, нема протоколи за менталното здравје на младите во COVID-19. Само неколку невладини организации се залага за тоа прашање, но сепак психолошката помош, нели да кажем на некој начин, или советот, може би доаѓа со самото тоа што е табу тема да се зборува за менталното здравје, но сепак баш оно што е најклучното кога станува збор за пандемијата и оно што се случува во светот, мислам дека е навистина потребно. Студентите бараат сите универзитети да воспостават служби за поддршка. Ја покренавме како иницијатива и кон УКИМ, како барање од страна на собранието на студенти и поднесовме и официјално и ги викнавме и ректорите да поднесат барање. Се уште немаме добиено од нивна страна, но секако сме волни да ги поддржиме и универзитетите да воспостават вакви служби за поддршка. Ниту УКИМ нема коментар на оваа тема. А кога е селективна помошта во образовните институции, дел од младите бараат помош на телефонската линија за психолошка поддршка на деца, адолесценти и нивните родители на клиниката за психијатрија во Скопје. Од почетокот на пандемијата до февруари, телефонски на клиниката се реализирани 482 психолошки советувања, најголемиот дел за деца или млади до 19 години. 40% од вкупниот број јавувања отпаѓа на родители кои барале совет за своето дете, а во дополнителни 6% контактот директно го почнале млади луѓе. Во 11% од случаите, возрастни лица побарале советување за правата на децата. 30% од јавувањата биле од возрастни лица кои барале советување за себе и 13% се од лица вклучени во психијатриски третман. Младите најчесто се обраќале за помош поради проблеми со биоритамот, намалена училишна ефикасност, агресивност, пат на расположение. Родителите пак барале совет како да постапуваат со децата при загуба на блиска личност од COVID-19. Прашање е колкумина имале потреба, но останале на дистанца и од стручна помош. Состојбата е многу комплексна и што ќе излезе, значи какви ќе бидат последиците врз менталното здравје на младите, ние допрва ќе анализираме и допрва ќе воочуваме. Дел од младите во екот на пандемијата беа и мета на критика поради несовесно однесување. Оставете годинава нека помине, нека се стабилизира состојбата и до година ќе бидете млади. Кажете ми дали сте патувале некаде 14 дена пред почетокот? Други пак се ставија на располагање на јавните служби за да помогнат во кризата. Коронавирусот не ги поштеди и лично.
Меѓу починатите се и млади со и без коморбидитети. Ова е доказ дека вирусот не штеди, никој не е имун, ниту е заштитен од него. Младите се меѓу најранливите групи на пазарот на трудот. Од почетокот на кризата заклучно со јануари, Агенцијата за вработување регистрирала 18.000 одјавени работници, од кои близу 4.000 млади. Од Сдруженијето за истражување и анализи пак ги собрале анонимизираните образци за плати, што фирмите се должни на месечно ниво да ги доставуваат до Управата за јавни приходи. Заклучокот е дека младите се најмногу на удар уште на почетокот на пандемијата. Ако направиме различни споредби, каде што анализираме и регионална структура, знаеме дека регионите се различно развиени во државата, ако направиме структура полова, мажи, жени, пак младите испаѓаат многу погодени во однос на останатите ранливи групи кои се појавуваат. Според ЗМАј, лани во февруари имало 86.000 луѓе на возраст до 29 години кои редовно земале плата. Во април, 3.000 млади исчезнале од евиденцијата на УЈП. Во јуни бројката повторно се искачила на 86.000, што значи дека младите се вратиле на работните места, но по нови правила. Ако до пред корона кризата околу 31% од младите добивале плата под минималниот праг, тој процент во јуни се искачил на 36%. Значи, мислам дека таа разлика се должи затоа што на младите најверојатно работат на временски договори и во меѓувреме завршиле временските договори, потпишале некои нови временски договори кои биле со помали примања, тоа е едното. Другото е да изгубиле работата, а потоа да нашле работа која е помалку платена. Трето е да преминале тие од работа на полно работно време, работа на пола работно време или слично. Како и кој да ги заштити? Ако забележат дека имаат некои промени во смисол на поголема напнатост или поголема депресивност, безволност, не сакаат да се дружат, се повлекуваат комплетно, тотално, значи, губат интерес и за учење, промена во спиење, промена во исхрана, се тоа некои првични сигнали, истото и на родителите им го препорачувам, значи да обрнат внимание, тоа значи дека е добро да се побара стручна помош. Например, ако на некој е на времено работно, ако на секој 3 месеци му се обновува работата, он треба да има некоја клаузула по кои услови ќе му се обнови договорот, да не биде по намален услов. Доколку тие ги губат работите, треба да бидат поддржани од државата. Мислам, од една страна, од едно поголемо истражување кое го имаме правено на ниво на цела Македонија, таму и даваме предпоставка дека државните политики за во кризата и мерките кои ги создаваат треба да имаат многу поголемо влијание за да ги заштитат маргинализираните групи, меѓу кои се и помладите, а не тие да бидат во насока на штитење на моќните лица.